А сега е ред да го представиме и поздравиме нашиот последен гостин, господинот Јован Мазгански, кој што ни ја донесе овде неговата најнова книга. Всушност таму се собрани многу дела на пензионерите и не случајно таа е насловена како Пензионерите творат 2026. Да, добре ни дојдовте. Да. Добре ве најдовме и се разбира... Па тоа е постирано таму, да. Да, верувам дека Пензионерите творат ќе ни докаже по 7-ми пат дека и во оваа трета доба може да имаме креативно исполнето време. Вие тоа го докажувате, ете, со вашите години, со сите овие луѓе што ги собирате од целава земја, па и надвор од Македонија, да направите вакво дело. Пензионерите творат 2026. А пензионерите, извини, Оле, пензионерите пијат и чај, така, нели? Чај пиете? Да, можеме. Како ви почнува еден ден? Како ви почнува утрото и што преферирате да пиете? Јас лично? Да. Па добро, пензионерски станувам малце покасно, заради тоа што покасно и легнувам. Обично работам 7-8 сати пред компјутер сум. Нешто јас пишувам, нешто туѓи помагам на други. Така да, мене ми е времето исполнето повеќе од колку што е треба за еден пензионер. Уживате повеќе во оваа доба во животот, имате повеќе време за тоа што во минатото сите трчавме, брзавме некаде? Да, дали во оваа доба сега уживате повеќе отколку кога бевте нели во младоста? Има ли време за се? Дали е убаво? Па има време, секако. Јас, да ви кажам, јас сум дипломиран физичар, 5 години бев професор, а 35 години работам со компјутери во Државниот завод за статистика. Секоја чест. 30 години раководител на компјутерскиот сектор за компјутерска обработка. И после пензионирањето веќе иако никогаш не сум пишувал, почнав да пишувам поезија, проза и така натаму. Да. И ги собира се бавев и со сите пензионери. Екологија, доста бев активен во екологијата. Предавав на Меѓаши, волонтирав 3 години. Така да времето ме исполнето. Прекрасно. Така, тоа значи дека и пензионерите можат убаво и креативно да живеат. Тоа го докажуваме и со ова дело. Па секако активно, ако ви кажам дека јас лично сум издал досега 11 книги, ова не ги сметам тие, него лично мој, со мој подпис. Ова се издадени исто од мене подготвени 7. Ако кажам дека на многу, не знам колку, никош не сум ги бројал пријатели, помагам, на некој корица, на кој средување, па е дури и ципо некој да му извадиш и тоа и оноа. Така да, пошто пари не земам, работа има многу. Така, каде се собирате пензионерите за да го подготвите сето ова? Каде ги имате тие поетски читања? Ние се собираме секој месец, последниот вторник во месецот, во 18 часов, веќе 17 години тоа го работиме. Меѓутоа, ова е сосема друга линија, да речеме, Така. каде што 2000 година јас бев председател тогаш на клубот на љубителите на книгата, али немавме право да се собираме и за да работиме, предложив да се издава книга, ќе издадам книга. Па скапо е, па знаеш извршниот одбор, па тоа, оноа, викам, се ќе биде готово, без ваше учество, вие само да го платите печатењето, што е веројатно помалку од третина од трошоците. Така и така излез. се навикнавме и така работиме овие 7 години. Да. На 30 мај бевте и во Кожле, се одбележа денот на Гане Тодоровски. Да. Бевте повторно со караванот на пензионерите да дадете почит на нашиот великан. Па не беа само пензионери, или ако беа повеќе Добро. пензионери, повеќето. Па тоа годишно манифестација се организира со посета на гробот на Гане Тодоровски во Кожле. Го организира неговиот син, финансира веројатно државата. Имаше
убаво организирано, читавме сите по некоја песна и тоа. Така. Вие пред неколку месеци ми гостувавте и за монографијата за Ванчо Чавдарски, на која што работевте 5-6 години, навистина многу труд вложивте и вчера прочитав дека веќе е излезена оваа монографија. Да. Вчера ја земав од печатница, излезене. Таа е Б формат, поголем од ова. 314 страници. И 314 страници. Пошто е тоа поскапо е печатењето, за ваша информација барав средства од Министерството, не добив, мислејќи дека Чавдарски е познато име. И е познато. И дека... И на светски рамки. Да, и дека не треба ништо дополнително да правам, не знам ни кај е вратата на Министерството, само пратив се, што треба. Надевајки се дека ќе добиете средства. И сега од мојата скромна пензија одвоив малце колку да се издаде книгата, па понатаму ќе видиме како ќе биде, како ќе се одвијат работите. Така. Ако нешто ќе продадам, пошто и досега книги јас не сум продал, сметав околу 1500 примерци јас сум издал лично, и јас сум земал, за ваша информација, 250 денара за една книга, на сила ми ја платија. Али ова може да ќе ја продавам. Так. Сакате трудот што го вложивте да... И енергијата, тоа е многу енергија. Трудот никогаш не може да се исплати, заради тоа што 5 години работев, па може да сум платил во не за работата, него компјутери, работа, никој не го смета, него сум дал пари за копирање, за тоа најмалце сигурно 30-40 илјади, се. Да, додека собиравте информации, па бевте и на долги разговори со сестрата на Чавдарски. За Чавдарски, може да малце само да кажам, ја напишав книгата заради тоа што во мое Владимирово, родено Владимирово, отворив некоја одаја, културно-историска одаја. Добивме, доста има владимирци познати, материјали од нив, некои слики, од Чавдарски ништо. Побарав од неговата фамилија, од сестрите има внуци, па не знам, и на крајот сестра му, постарата сестра, беше жива уште, потоа почина, отидов кај неа, 3 пати одев, ми ги раскажа за детството негово, како бил, како дете уште мал, јако јас сум слушал доста, ми даде слики, има писма кои што се и ги праќа на неа, што е карактеристично. Писмата во книгата ги има, може да се видат и фотокопија. Да, ги покажавме кога гостувавте, да. Уопште да не погреши ни еден збор не малешевски како што бил дете. Иако во Австралија прочитав некој новинар за него кој кажува 8 светски јазици ги зборувал течно. Сепак не се откажа од неговиот дијалект и говор. Али домашниот, дури јас некој татко ми што сум го слушал, јас не ги употребував некои зборови како ги употребував. Да, ги читавме. Одлична монографија и заслужува да биде, нели, па и во факултетите и, нели, музичките училишта, можеби ќе бидат некогаш четиво. Морам да признам, за продажба не ме бива. За да работам, да. Може да работам, али да продавам не. Сега ќе видиме, можда некој од пријателите, колегите. Ама ако треба да се вратиме на ова... Да, сакам тоа. Пензионерите творат и да ги убедиме и да им докажеме на пензионерите дека навистина можат да им бидат убави пензионерските денови. Прво, тоа не плаќа никој ништо. Добива книга секој учесник и има интерес доста, а реков пак, тоа го работиме на волонтерска основа, најмногу јас, преку мене се оди, али работи ми помагат во редакцијата и во уредувањето Благојка Филипшева и Васил Тоциновски. И тие имаат тука. Последните 2 години, да, ги има тука. Последните 2 години на Тоциновски, сопругата на Тоциновски, лектор и прај,
Се извинувам. Да, значи има многу автори кои што и од наши сограѓани, наши граѓани кои што живеат во диаспората, ви испраќаат, да. Учествуваат од секаде. Се извинувам малце. Не е проблем. Значи, како може да стасат во вашето здружение, да бидат членови, да се дружат со вас, да Не бидат мора, дел? немаме некое формално членство. Доваѓа кој сака, секој заден вторник во Секој последен месецот. вторник во месецот. Имаме нов гостин. Обично гостите се извинувам многу. Да. Се случува и тоа. Ми се чини дека Ретко понекогаш ми се вие случува, али пензионерите сте вистински пример за тоа како треба да се живее животот. Да. Гостите доваѓаат, има познати писатели, да речеме Петревски. Доваѓаат често познати писатели, гостуваат, целокупното негово творештво го дискутираме, го представуваме и има интерес и за тоа. Посетата секој заден вторник во месецот е околу 60 просек Да. посетители. Еве, во моментов одати фотографиите од последното пензионерите творат, како вие се дружите и како ви поминуваат пензионерските денови креативно со проза и поезија. И може да ве побараат и ете, секој последен вторник да бидат дел од вашето Тоа дружење. видите, тоа е и голема работа за психологијата. Човекот твори, некој прв пат се овде објавува, има негова слика, одма ги бара да покажам на внуците, да покажам на комшиите, на комшиките. Тоа е многу важно за ете во таа 7, 8, 9 деценија, како што сте вие, дека се уште се корисни за ова општество. Тоа е најважно што чувствуваат, нели? Па тоа е и мотивот. Мотивот кај вас, Тоа е да. мотивот. Прво и прво останува, пошто во депо тоа се останува како литературно наследство. 5 има според законот. Книги даваме секоја година од секој издание и тоа ги мотивира веројатно и нив, а и сакаат да напишат нешто. Има, пак ќе речам, писатели кои што се баш познати писатели, овде се Менде застапени, Димовски, да. а има и некои анонимни Беше наш и гост. прв пат се јавуваат, али тоа е тоа. Так. Мислам дека покажавме дека секоја возраст, секоја доба може да биде убава, па дури и третата. Па секако треба да се тоа каже, дека секоја доба, меѓутоа, активноста и користа за општеството или за фамилијата, берем ако не за општеството, е најбитна. Колку што може до последен момент човекот треба да ствара до крај. До крај, да биде општествено одговорен, како што сте Да, вие, на сите да, полиња. да, И во да. поезијата, и во авторството, и во екологијата, како што кажавте. Јас многу ви благодарам што дојдовте Ви благодарам денес. и на вас. Да, и со убави вести дека, ете, правите некој нов проект, ве чекаме повторно. Секогаш е отворена алфа за вас. За ваша информација, ќе ми дозволите, јако е тоа. Сега имам во подготовка книга при краје. Треба само рецензија да се направи. Нова книга која што се обидувам во друга област малце да навлезам. А тоа е во видувањето на животот. Моето видување за животот. Нешто како роман? Во која што на некој начин доведувам, веројатно тоа, ќе имаме прилика, ќе имате прилика да го видите, под заеднички менител од амебата до човекот. Одлично. Ве чекаме со новитетите, тука сме отворени. Ви благодарам што многу. дојдовте. Се гледаме. Так. И јас ви благодарам, многу честа беше наша. Мене секогаш силно ме мотивираат овие успешни пензионерски приказни, искуствено од животот, а велат дека ниеден факултет не може толку многу знаење и толку многу вештини да ти пружи како она што искуствено ќе го поминеш, така да топло посакувам на сите кои не гледате, а не сте пензионери, да ги дочекате пензионерските денови и да имате вистински активен, продуктивен пензионерски живот.